Новоизбраниот специјален обвинител Катица Јанева денеска даде свечена заклетва пред Советот на јавни обвинители, со што и формално ја презеде новата должност. Денеска стојам пред вас сама, а за еден месец ке ме видите со мојот тим зад мене. Како ќе ги преземеме случаите кои се во наша надлежност и ке почнеме со работа, рече специјалниот јавен обвинител Катица Јанева по дадената свечена заклетва. Советот на јавни обвинители досна синоќа на предлог на собранието едногласно ја избра Јанева за специјален јавен обвинител, со што се испочитува крајниот рок предвиден со договорот од Пржино за надминување на политичката криза. Јанева ќе има задача да ги гони кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникации. Специјалниот јавен обвинител ќе има сета поддршка за ефикасно и професионално работење, изјави синоќа премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Премиерот смета дека е добро за државата што специјалниот обвинител е избран на време и дека со тоа се покажува посветеноста и коректноста на владеачката партија. Карванот Купи куќа, купи стан денеска продолжува во Прилеп. Сите заинтересирани за проектот можат да дојдат на презентацијата која ќе ја одржи Министерството за финансии во зградата на општината во 17 часот. На презентацијата ќе учествуваат и градежни фирми од Прилеп кои имаат понуда на станови, како и представници од банките. Русија очекува во најбрзо време обновување на преговарачкиот процес за спроведување на проектот за изградба на гасоводот Турски тек, вклучително и меѓувладиниот договор, чиј проект турската страна го анализира од мај, соопшти Руското министерство за надворешни работи. На почетокот на неделата, заменикот председател на управниот совет на Газпром, Александар Медведев, соопшти дека се одложува пуштањето на првата линија од проектот за гасоводот Турски тек поради политички кризи во Турција. Во изминатите 24 часа МВР има издадено потврди на вкупно 2107 странски државјани. Според државјанството, најбројни се сириците. Во периодот од 19 јуни до денеска издадени се потврди на вкупно 79.778 странски државјани. На барање на германските власти, железничкиот сообраќај е запрен во две насоки меѓу австрискиот град Салцбург и Германија, соопшти австриската железничка компанија. Дополнителните проверки на границата предизвикале и поместување и одложување на линиите на таа пруга од Салцбург, последен австриски град на патот за Германија за многу илјади бегалци. А германската влада ќе распореди 950 војници во Средоземното море со цел да пресретнуваат шверцери на луѓе. Германија веќе има два брода кои патролираат во регионот меѓу Либија и Италија, но нивна главна задача е спасување на цивили. Целта на новото засилување, што треба да биде одобрено од парламентот, е да пресретнува и запленува бродови на шверцери со луѓе. Во понеделникот Европската унија донесе одлука за проширување на својата операција во Средоземното море.